Пред се да ви кажам дека ми представува голема задоволство што сум тука и што имам можност да учествувам на овој панел. За нас прашањето со Русија е лично прашање. Мајка ми е од Будите и тие можам само да ме подсетам дека ние веќе со децении се соочуваме со голем број на проблеми и имало и претходни конфликти со кои што сме се соочувале. Така што во 2014 во јули јас бев во Русија, во Сибир. И претходно доста често поминував време таму. Може би кажал дека сум поминувал речиси секој летен одмор во тоа место, додека сум бил дете. Мојот роденден е на 16 јули и имавме прослава на мојот роденден со моите пријатели таму. Наредното утро се разбудивме, вклучивме телевизор и ги видовме вестите за соборување на украинскиот воен авион од така наречените востаници и моите пријатели многу добро ја разбира мојата политичка позиција за ваквото прашање, бидејќи ние како пријатели постојано малку се подбуцнувавме за вакви прашања и тие ми кажа, ете види, ние пак соборивме ваш авион. Тоа беше така, затоа што навистина во тој период русите соборија неколку авиони во кои што имаше украински војници. Само неколку часа подоцна наративот во медиумите се смени многу значително и моите пријатели, кои што само пред 2 часа се смееја и правеа шеги за овој настан, сега одеднаш кажува дека соборените авиони, лицата во авионот се всушност војници кои што претходно собориле друг авион. Јас морав да им кажам како може да бидете волку глупави и да верувате веднаш на секакви информации. Работата е во тоа што русите не се глупави. Тие ја сваќаат реалноста, но избираат да ја игнорираат. И така функционираат авторитативните земји. Таква е всушност и целата историја на овој дел, на овој регион. Ако ги земеме предвид сите оние примери со бомбардирање на згради и слично. Ние имаме цела една генерација на руси за кои што Путин е татковска фигура. Сега сакам само да се надоврзам на некои од претходните панелисти, па во таа насока сакам да дадам неколку клучни препораки. Да, вие го спомнавте Емануел Кант, го спомнавте и Калининград, еден окупиран град, а тој е регион кој што е многу драг за нас, затоа што е многу близок до нас. Погледнете што направија русите со сето тоа наследство, со сета таа традиција. Тоа многу ви кажува. Емануел Кант е представник на просветителството. А за просветителството клучно е разумот. Сега, она реалност во која што живееме е многу поинаква. Сега оваа реалност е постмодернистичка и во многу
начини станува збор за поставување прашања за се, поставување прашања за секс, за се она што се случува, за Трамп, за Брекзит, за сите различни прашања во која што се создава една многу сложена средина со многу предизвици. И затоа една од моите препораки е да се стремиме кон она што ние го нарекуваме објективна вистина. Тоа треба да биде оној основен принцип. Она што русите го направија тогаш во тој случај што сега го спомнав после мојот роден ден, е дека они пуштија неколку различни верзии за настанот, за да може да ја збунат јавноста во врска со реалноста. Така што луѓето би помислеле дека можеби тие луѓе што биле во авионот биле украинци, може биле американци, може би биле војници, може би биле обични службеници и така натаму. И тоа беше, значи, во првите денови по ширењето на таквите информации, со чија што цел всушност беше да се создаде некаков вид на забуна. И на крајот русите кажа дека тоа што го соборија авионот е само една диверзија. Меѓутоа, соборувањето на авионот е факт. Тоа беше една од препораките, значи да имаме објективна вистина и објективната реалност. Втората препорака е начинот на кој што се зборува за објективната реалност. Кога се гледа нели што прават властите, што продолжуваат да прават властите. Они ги земаат оние концепти со кои што се опишуваат политички и други појави, ги извртуваат и потоа пак ги враќаат во оној круг на информации, домен на информации. Јас исто така сум експерт и за Кина, така што, еве, како би го нарекле лидерот на Кина, председателот Ши Џинпинг. И тоа би било точно. Меѓутоа, неговата власт не доаѓа од неговата позиција на председател на државата, туку од неговата позиција на председател на Кинеската комунистичка партија. Еве Лукашенко. Лукашенко не е председател. Председателот на Белорусија е Светлана Трехановска, која што се наоѓа во мојот роден град. Председател на Русија не е Путин. Не знаеме кој е, затоа што оно што го направи на претходните избори, дури и според руските прописи, се смета за узурпација на власт. Значи, ова беа само неколку примери за тоа како се игра и како оние играат таа игра. И има многу вакви примери. Начин, тие што прават друго? Ги извртуваат зборовите, го извртуваат јазикот. Па да не го следиме тоа и да се ослободиме од тој камшик, од тој ланец и да бидеме многу строги за дефинициите кои што ги користиме. Руската федерација пред се не е федерација. Тој не функционира како федеративна структура. Верувајте ми, знам затоа што јас сум бил таму, сум поминал 3 години таму, значи тоа не е федерација. Потребно е сето тоа да го земеме предвид за да можеме да го отплиткаме целиот проблем и да го разрешиме.